Добар ден на сите и добро дојдовте. Драги сограѓанки и сограѓани кои на социјалните мрежи во директниот пренос го следите настанот, почитувани гости, почитувани представници на медиумите, почитувани пратеници, градоначалници, почитуван председател на Советот и членови на Советот на Општина Велес, почитувани директори на национални и локални институции, представници на јавното комунално предпријатие Дервен, Вардарски плански регион, почитувани представници на проектантот, на изведувачот, на надзорниот орган. Дозволете ми на почетокот, во име на Советот на Општина Велес, во име на граѓанките и граѓаните на Велес, особено да го поздравам присуството на господинот Зоран Заев, председател на Владата на Република Северна Македонија, господинот Љупчо Николовски, подпредседател на Владата, задолжен за борба против корупција, господинот Фатмир Битичи, подпредседател на Владата, задолжен за координација на економските ресори, господинот Благој Бочварски, министер за транспорт и врски во Владата, господинот Горан Милевски, министер за локална самоуправа, и господинот Рамис Реджепи, директор на Бирото за регионален развој. Почитувани, денес е голем ден за Велес. Се собравме на скромна свечена церемонија согласно здравствените протоколи, символично да го одбележиме почетокот на градежните работи на изградбата на новиот пазар во Велес. Изградбата на нов пазар во Велес е дамнешна децениска желба како на купувачите, така и на продавачите. Затоа сум среќен што токму денес официјално започнуваме со работа и ја остваруваме дамнешната желба. Сакам да ви известам дека градскиот пазар во Велес е најголема поединечна капитална инвестиција, чиј инвеститор е Општина Велес во последните 30 години. Условите на пазарот беа и се уште се лоши како за продавачите, така и за купувачите. Затоа тие со нетрпение го очекуваат новиот пазар. Затоа што повеќе нема да ги врне и повеќе нема да ги дува промајата. А хигиенските и санитарните услови ќе бидат многу подобри. Велес како централен град во нашата земја е многу важен за купувачите и за продавачите. Затоа градскиот пазар во Велес не е само локален велешки пазар, туку тој е пазар кој е регионален, а ги надминува и границите на Вардарски плански регион, затоа што во него продаваат и купуваат не само граѓанки и граѓани на Велес, на Чашка, на Градско, на Лозово, на Росоман, на Свети Николе, туку и доаѓаат продавачи на ориз од Кочани, на пиперки и други производи од Струмица, од Радовиш, од Ресен и од други градови. Затоа новиот градски пазар е многу важен за развојот на локалната и на регионалната економија. На пазарот ќе се врши продажба на земјоделски, прехранбени производи, здрава храна, на риба, месо и млечни производи според ХАСАП стандардите. Важно е што за лицата со ограничена мобилност предвидена е рампа и лифтовска платформа за да им се овозможи непречена комуникација во пазарот. Новиот пазар е особено важен за жителите од левата страна на реката Вардар, затоа што сметам дека со изградбата на пазарот ќе ставиме акцент на овој дел од градот и тој ќе биде, како да кажам, двигател на локалната економија и на животот во овој дел од градот. Неколку информации за самиот објект. Градежната парцела на објектот е со вкупна површина од 4172 отприлика метри квадратни, а габаритната површина на објектот околу 3401 квадрат. Пазарот содржи 6 независни објекти кои заедно представуваат една целина.
Во 4 од нив се сместени 19 дуќани, односно деловни објекти, канцеларии и 2 угостителски објекти на вкупна површина од 638 метри квадратни. На 2 делови од објектот ќе бидат сместени тезгите од покриениот пазар, паркинг просторот и улицата за доставување на стоки и рампата за полесен пристап до пазарот со вкупна површина од 3339 метри квадратни и партерно уреден простор пред влезот од 215 метри квадратни. Сервисниот блок со тоалетите и магазинскиот простор има 87 метри квадратни. Објектот во одреден дел е на едно ниво, а на еден дел е на 2 нивоа со вкупна површина, вкупна висина од 6,25 метри. Објектот ќе биде челична скелетна конструкција, покриена со енергетски ефикасни панели, а фундиране со армирано-бетонски темели. Вкупната вредност на објектот според проектантските цени е 86 милиони денари. 40 милиони денари се обезбедени од владата на Република Северна Македонија. Користам прилика лично на премиерот и на членовите на владата во име на граѓанките и граѓаните на Велес, во име на Советот на општина Велес и во моје име да им искажам огромна благодарност за средствата што ги добивме со кои ја почнуваме изградбата на пазарот. Особена благодарност сакам да упатам до подпредседателите на владата Битичи, Николовски и до министерот за транспорт и врски Бочварски за огромната поддршка што ни ја дадоа за што побрзо да го донесеме деталниот урбанистички план, да го добиеме одобрението за градба и се разбира претходно да го добиеме корисничкото право на земјиштето. Користам прилика да упатам благодарност и до претходното раководство на општина Велес, иако морам да кажам дека овој пазар беше предмет на политички злоупотреби, затоа што беше склучен договор за изградба со изведувач во вредност од 12 милиони денари непосредно пред кампањата за локалните избори во 2017 година, без да се добие одобрение за градба, пред да се донесе новиот детален урбанистички план и пред општината да го добие корисничкото право на градежното земјиште. Ние сега сето тоа го исправивме и целата постапка ја тераме согласно законските прописи. 46 милиони денари се во фаза на одобрување, првата фаза е помината од страна на Меѓународната банка за обнова и развој, односно Светска банка, преку проектот за подобрување на општинските услуги под многу поволни услови со 3 годишен грејс период и 12 годишна отплата, од кои средства по успешно завршување на проектот 27% ќе добиеме грант кој ќе го искористиме за изградба на некој друг инфраструктурен објект. Исто така средствата кои ќе ги оствариме од продажбата на деловните простории и на угостителските простории планираме да ги искористиме за подобрување на комуналната инфраструктура во градот. Сакам да се заблагодарам на министерот за локална самоуправа и на директорот на Бирото за регионален развој и на Вардарски плански регион за поддршката која очекуваме во вредност од 15 милиони денари за реализација на овој проект, а се разбира и на моите колеги градоначалници, членови на Советот на Вардарски плански регион за поддршката на овој проект во постапките кои ги водиме пред Министерството и пред Бирото. Би сакал сосем на крај да кажам да ни биде со среќа изградбата на новиот пазар, да им честитам на проектантите, да им посакам на изведувачите квалитетно и навремено во рокот кој е предвиден со тендерската постапка, односно со договорот од 4 месеци да го завршат објектот. Ние во меѓувреме ќе ја водиме постапката за изградбата на долниот дел од пазарот и се надевам дека до крајот на годината ќе бидат изградени двете платформи, односно двете нивоа на градскиот пазар. Ви благодарам на вниманието. Сега со особено задоволство го поканувам господинот Зоран Заев, председател на владата на Република Северна Македонија, да ве поздрави и да ви се обрати. Повелете, председател.
Почитувани Велешанки и Велешани, добар ден и од мене. Да ги поздравам пратеникот овде, членовите на Советот на општина Велес, градоначалниците од Вардарскиот плански регион, од соседните општини кои што се денеска овде, носители на високи функции, одговорни од локалната самоуправа и од државната власт представена во Велес, кои што се со нас. Да се извинам на сите оние граѓани кои што не можевме да ги поканеме, заради тоа што навистина мораме да ги почитуваме мерките за заштита од корона, а на вас присутните ви благодарам што држите дистанца, носите маска и секако преку тоа ја спраќаме пораката на одговорност. Но не можевме денеска да не бидеме присутни заради тоа што ова е историја. Ова е вековиште кое што денеска го почнуваме овде во Велес, здружено. Нашата држава преку владата и вашата и наша општина Велес заедно го почнуваме најголемиот јавен проект во општина Велес во последните неколку години, а тоа е затворениот градски пазар за Велес. Затоа ми представува чест денеска да бидам овде со 4 министри, двајца подпредседатели на владата, Лупче Николовски и Фатмир Бетики, како и министерот за локална самоуправа Горан Милевски и министерот за транспорт и врски Благојче Почварски. Со нас е и директорот Рамис Реджепи, заради тоа што партиципира Бирото за регионален развој од вашите пари, од граѓаните, со 15 милиони денари дополнително средства, за да може да новиот објект кој што ќе никне овде биде навистина со сите своји содржини и биде едно убаво здание со кое што сите ќе се гордееме. Навистина представува задоволство да се биде дел од овој значаен настан, кој го означува стартот на работите на еден, како што реков, од најзначајните капитални проекти за Велес и Велешани. Изградбата на новиот затворен градски пазар. Ова е проект од оние кои се остваруваат во соработка помеѓу владата и општините. За реализација на овој проект обезбедени се финансиски средства од вкупно 86 милиони денари плюс 15 милиони денари и тоа 40 милиони денари општина Велес ги обезбеди преку владата на Република Северна Македонија од ставката за капитални дотации на единиците на локална самоуправа, а останатите 46 милиони денари како заем од Светската банка преку програмата за подобрување на општински услуги и тоа се ваши пари на Велешани. Дополнително, како што реков, се очекува финансиска поддршка во висина од 15 милиони денари преку Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, што треба да ги обезбеди Бирото за регионален развој. Со тоа се обезбедени вкупно сите потребни финансиски средства за комплетна изградба на покриениот пазар. Градежната парцела опфаќа вкупно 4200 квадратни метри, од кои 2300 квадратни метри површина е наменета за продажба на производите. Новиот градски пазар се гради според најсовремените стандарди за ваков тип на објекти, како за продавачите, така и за купувачите. Изградбата на покриениот градски пазар во Велес е од големо значење за регионалната економија, бидејќи од него остваруваат екзистенција голем број земјоделци и трговци од целиот регион. Овде, Вардарскиот, Велешкиот регион, но дори од моја Струмица, од Ресен, од западниот дел на државата, буквално сите кои што имаат намера да продаваат своји домашни производи, а секако и да тргуваат со нашите производи. Конечно, после неколку децении Велешани ќе добијат современ градски пазар, каде земјоделците и трговците ќе имаат соодветни и нормални услови за продажба на своите производи. Потенцирам нормални, заради тоа што навистина и земјоделците и трговците знаат во какви услови досега работеа. Новиот објект ќе го врати животот на левата страна на градот и ќе поттикне развој и на нови урбани содржини од интерес на граѓаните. Но најважно од се ќе придонесе за зајакнување на економскиот развој на градот и на регионот. Развиени општини значат силна економија и затоа како влада континуирано охрабруваме и поддржуваме вакви капитални проекти. За неколку месеци преку ТАВ програмата ќе започне со изградба секундарната водоводна мрежа за водоснабдување на населба Речани, а обезбедивме и можност за изградба на мултифункционалното игралиште овде во градот во Велес. Во соработка со локалната самоуправа
Ја продолжуваме реконструкцијата на сите трајни добра, како изградба и реконструкција на локалната патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција и изградба на градинки, училишта и спортски сали, здравствени установи и сето тоа за подобрување на животот на граѓаните, за нови вработувања и за економски развој. На изведувачите и на надзорот им посакувам успешно и солесно да ја завршат оваа амбициозна задача во периодот во кој што е предвиден, а на Велешани да се радуват гледајќи го како никне овој важен капитален објект и секако да им посакам здравје на сите, посебно и во користењето на овој нов објект. Да сте живи и здрави и ви благодарам на сите. Повеле. За вас, премиер. За мене? Што така за мене? Дали ќе се преговара со опозицијата ВМРО ДПМН за методологијата за пописот во овој период, додека е прекината? Дадов изјава дека разговаравме со господинот Мицковски за методологијата, но за техничкиот дел, кој што е многу логичен заради тоа што неколку месеци е одложен пописот, а граѓаните кои што се пријавија на пописот и се избраа за попишувачи, не може да остане гаранцијата дека ќе останат како попишувачи, затоа што согласно критериумите, за да се пријават на попишувачи, требаше прво да бидат невработени граѓани, нормално, а сега во овој период може да се вработат граѓани, може некој да замине. Се работи за технички аспекти, затоа што недозволиво е да навлеземе во суштината и во структурата на методологијата, затоа што таа е потврдена од Евростат, и секако е потврдено и од сите други политички партии, а впрочем и господинот Мицковски побара токму таквите технички аспекти да бидат решени, затоа и соопштив синоќа, гледам имаше напади врз него, дека не се барало методологијата или слично, ние разговаравме за оваа работа и верувам дека заедно со Заводот за статистика ќе бидат решени ваквите технички аспекти. Дали е постигнат договор со Грција за отварање на границата од средината на мај, пред на тоа дека Српската амбасада делата само од тек се преговори? Дали е официјализиран овој дел и кога ќе почна да важи веќе доминување низ државата за граѓаните на Српска? Нашиот министер за здравство Венко Филипче разговараше со грчкиот министер, мислам дека е за цивилно општество и за не знам кои други ресори, кој што е токму надлежен за делот на границите. Во разговорите тој му потврди и дозволи да објави министерот Венко Филипче дека на 14 мај ќе се отворат границите со потврда за примена вакцина, а секако и со ПСР тест. Грција остава резерва заради тоа што е членка на Европската унија и може Европската унија да донесе и некои поинакви правила за ова работа и затоа ја остави резервата, но јасно е изразен ставот за отварањето на границите. За нас е тоа многу важно заради економските активности, трговијата, граѓаните знаат да ги развијат новите инвентивни идеи и модели да отворат нови деловни активности и економски соработки покрај туризмот. Се разбира, само ако можат со физички средби и со разговори да седнат и да разговараат, а толку многу потенцијали се отвараат во Грција, за жал заради пандемијата беа застанати. И во едни такви околности јас верувам дека средината на мај ќе можеме слободно да се движиме према Грција, како што и денеска се движиме слободно према земјите од Западен Балкан, а тоа се Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора, а се надевам дека и другите европски земји токму тоа ќе го направат. Ние работиме на тоа заради тоа што ние сме мала економија, ние сме поврзани со соседите и сме поврзани со остатокот од светот и затоа ни е многу значајно и затоа ја објавивме ова работа. Синоќа исто искоментирав дебата која што постои во владата, а доаѓа од граѓаните. Навистина предадоа предлог граѓаните, дури еден познат македонски адвокат имаше порано објавено, слушаме идеи, една од идеите е навистина прифатлива, а тоа е дека донацијата вредна повеќе од 700.000 евра која што ја добивме од граѓаните на Србија, тоа се нивни пари, а буквално немаше механизми како да ја платиме или како да ја позајмиме па да ја вратиме. И таа донација до ден денеска да возвратиме према соседна Србија и према српскиот народ е преку механизам кога во летото ќе има возможиме да ја поминуваат нашата граница, одејќи пред се надевам за Охрид,
за до Иран, за Преспа, но заминуваат и за Грција, да преку дополнителни винетки кои што на самиот граничен премин на српска регистарска табличка возило со српски пасош ќе им биде одобрено за да имат слободен превоз, а ние парите за тие вакцини ќе ги оплатиме на јавното предпријатие за државни патишта, за да можеме на тој начин да возвратиме на некој начин со сериозниот и силен гест на пријателство и солидарност од пријателска Србија, за да добиеме прво вакцините за нашите херои, за лекарите и здравствениот персонал, а секако и ова исто така позначајна донација од 2 пати по 20.000 вакцини Спутник, за да го одржиме континуитетот на вакцинацијата кој што почна на 31 март пред неколку дена, за да можеме буквално да масовно почнеме да си го имунизираме нашето население. Во време на недостаток на вакцина на секаде во светот, а и во регионот, па дури и во Србија, да се сподели од тоа што доволно го немате со својот сосед, а тоа е да го зајакнете здравието, секако на својот народ, па да го споделите како амбиции со соседните земји, како што го направија тоа со нас, е за голема почит. Ние со тоа не можеме да возвратиме, но да испратиме веројатно порака дека внимаваме и сакаме еве и ние на некој начин да се одолжиме према српскиот народ. Што ќе сторите како влада во однос на граѓаните кои што во Србија се декларираат и се попишуваат како македонци, а во Македонија не можат да добијат државјанство македонско? Тоа беше актуелно денови. Ние немаме проблем по нашите закони за бипатриди, односно за двојни државјанства. Верувам дека ако се граѓани кои што имаат соодветен или сличен проблем како овие што ги решаваме во моментот со државјанствата, треба да се изнајде начин. Два се методите, нек ни ги утврдиме, едното е со раѓање преку матичната служба, а другото е со природување, односно се мажеле, се женеле заедно, па имат право да стекнат и македонско државјанство. Верувам со решението кое што ќе го најдеме заедно со опозиционите Алијанса на албанците и Алтернатива, со министрите соодветни од владата, ќе имаме решение овде и за вака граѓани. Ние сакаме да земат македонски пасош, граѓани кои што имат српско државјанство или државјанство од другите соседни земји, заради тоа што е наша чест, а секако штом сакаме да земат, тоа се македонци, како што викате, односно наши граѓани, кои што поради различни причини, дали поради тоа што периодот кога заврши Југославија, сите формиравме земји, останаа така, само со еден пасош од друга земја, а имат и корења, некои од нив се родени овде, некои од нив се мажени или женети овде во Македонија, во Северна Македонија, за да може да добијат секако законско право за да имат пасош. Премиера, Дали има разлика, може би во изминатите 12 часот последно дадена изјава околу очекуваниот број на вакцини, се разлика за Масивната и масивната вакцинација. Значи, вчера знаеме, дали се случи нешто во меѓувреме за денеска и можете да ни соопштите најава можеби за некоја нова количина? Венко Филипче ќе ги потврди, вчера добив информација токму од него за стигнатиот и потврден договор од Pfizer, кој што е вкупно 800.000 вакцини, каде што во вториот квартал стигат повеќе од 81-2, не ги знам точно, ќе стигат на транши, значи по 10-12.000 на секој 7 дена, 10 дена, за нас е многу значајно. Потврдени се веќе од прилика деталите за COVAX механизмот, кој што ќе стигнат од Европската Унија, исто така. Рековме јавно објавивме дека ќе стигнат во текот на април, но очекуваме до 15 април да стигнат, но оставаме резервот и не зависи реално само од нас. Се работи дополнително на конечна верификација и потврда на кинеските и на спутниковите наши вакцини, кои што се договорени со договорите. Министерот за одбрана на Кина, кој што беше овде во посета, ни вети веднаш по враќањето ќе замоли образување на процесите, заради тоа што ни треба токму тие на купче така голема бројка 200.000 вакцини. Но уште еднаш потврдувам пред граѓаните на Велес, имаме нарачено 2.600.000 вакцини. 800.000 COVAX, 800.000 Pfizer, 200.000 Кина, 200.000 Спутник, овие се 2 милиони. 100 милиони се потврдени за сега од Европската Унија, веруваме дека ќе има и нови количини, но овие 100.000 ги кажуваме, се 2 милиона и 100.000 и 500.000 направивме нова нарачка од вторите кинески вакцини, Синовак,
кои што Турција веќе ги користи, многу други земји ги користат, заради тоа што ни гарантира дека ќе може да стигнат во мај месец. На тој начин го планираме и самиот континуитет и затоа покрај здравствените домови, каде што се прави масовната вакцинација, гледате во Скопје, каде што е најмногу концентрирано нашето население, го отворивме и готов е припремен е за работа спортскиот центар Борис Трајковски, каде што на две страни по 30 пункта, буквално ќе можеме брзо да правиме масовна вакцинација и имунизација на нашиот народ. Повелете. Прашање. Надворот ова, министерот Спасовски молчи за картовите кои што ги има во МВР, на кои што им помогнаа наркобосовите да избегаат, а практично излегаа и слики каде што министерот Спасовски е меѓу нив. Има ли одговорност некаква, ако не друго, барам за тоа што молчи министерот? Не молчи министерот, неколку пати даде објаснени известувања, ги пуштија до јавноста, до медиумите, лично сум запознаат и треба да знаат граѓаните, кога се прават вака сериозни акции, каде што постои можност за протекување на информации, инспекторите беа известени од Струмица, од Гевгелија, од Битола, од Струга, од натрешноста и добија насоки и беа распоредени во Велес. Од Велес добија дополнителни насоки во касарната. Од касарната добија директно информациите и тогаш прв пат знаат каде настапуваат. Значи МВР го спазува тоа што е протокол комплетно. Случајот го води јавното обвинителство. Јавното обвинителство преку своите истражители дава насоки директно кога доаѓаат полицајците, односно инспекторите во касарната. Така да нема начин како да може да се соопшти или слично. Посебно во истражните мерки они ги имаат документирано. Тоа што го знаме од МВР. Го имаат комплетно документирано, на крајот судот тоа целото ќе го потврди, а дали затекнале таму или не и тоа е причина дали некој е дал информацијата, би било добро да затекнале и да имат и дополнителни докази во самата постапка. Но сакам да знаете дека нашите служби сите, без разлика дали се под извршната власт, како МВР, АНАБА или слично, или се под правосудството, како обвинители, истражители, секој ден се усовршуваат и секој ден учат од своите собствени грешки од минатото и верувам дека професионално ги завршуваат своите акции. Тој што соопштил дека некој издал информација, треба да го прашате директно да ви каже кој е тој, односно на кој се сомнева ако не друго. Тоа беше од обвинителството, ако не се лажам. И треба да го каже. Денеска е слобода, транспарентно, се знае. И треба буквално, ако некој се сомнева, макар сомневањето да го сподели, како што денеска, еве јас кажав детали како да свати народот и вашите гледачи, но и нашите граѓани, како се спроведуваат едни вакви постапки на бандитски криминални групи, посебно криминални бандитски групи кои што работат со дрога. Тоа упропастува децата, иднината, државата комплетно и затоа зборам вака дури отворено со конкретни процедури и протоколи кои што се спроведуваат за да се спречи криминалот од секаков вид, така и овој криминал за трговија со дрога. Новинарите имаат прво право. Знаеме дека тука имаше луѓе кои што работат и земаат плата. Дали ги обезбедивте со место каде што може да ја продолжат работата и дали несогласувањата се надминаа? Нема никакви несогласувања. Имавме средба со 20 собственици на регистрирани фирми кои продаваа во долниот дел непрехранбени производи. Првиот предлог беше и тие да одат на времениот пазар кој го отворивме на паркингот покрај Вардар, но направивме компромис, тие што имаат регистрирани фирми останаа во долниот дел, а сите останати се префрлени на времената локација покрај Вардар, каде што има прекрасни услови за извршување на дејноста и нема никакви недоразбирања, несогласувања и со успех се води целата постапка. Еден од свидетелите со случајот Монструм беше уапсен во Косово, кој што е во бегство таму. Дали имате комуницирано со косовските власти и е побарано негова екстрадиција после ова случај? Да, министерот за внатрешни работи синоќа касното ме информираше за вакво случување, за еден од осудените или осумничените во случајот Монструм, дека е уапсен во Косово, веднаш баравме екстрадиција, постапка,
односно информиравме дека ја заокружуваме постапката за барање екстрадиција и ја потврдуваме затоа што нашата земја има од поодамна испратена документација за случајот за кој што се води. Искрено очекувам дека косовските власти, иако се нови, владата непосредно многу брзо пред неколку дена е избрана, дека ќе ги потврди нашите меѓународни договори за кои што и Северна Македонија и Косово се имат обврзани, а ќе ја заакни соработката помеѓу двете земји. Секако никој не е виновен додека со правосилна пресуда не му се потврди вината, но верувам дека во овој случај тоа е и потврдено дури со пресуда која што е во постапка нормално, но дефинитивно очекувам косовските власти од пријателско Косово да го почитуваат правото и меѓусебното пријателство помеѓу двете земји, а пред се да ги почитуваат меѓународните договори кои што како земји ги имаме преземена како врска и да се направи екстрадиција, односно испорачување на лицето. Благодарам на сите.